Дневно и по неколку пресконференции или соопштенија упатуваат партиите до граѓаните на различни теми. Колку тие се ефикасни за нив и кој е ефектот од нив кај граѓаните? Тука има еден проблем, доколку се прави само прес заради прес, колку да се објави нешто, тогаш може да се намали на некој начин довербата која што и самите медиуми, но пред се граѓаните, ја имаат во одредени политички партии од аспект дека политичката партија има нешто значено да соопшти и дека тоа е релевантно. Едноставно, доколку се прави прес заради прес, се губи релевантноста која што на тој искажан збор, што после може се разбира негативно да влие и на самата партија. Преголемото присуство во јавноста на овој начин граѓаните не можат да го примат и ефектите не секогаш се според очекувањата, вели и политичкиот аналитичар Љубиша Николовски. Па знаете, кога има инфлација на пари, парите ја губат вредноста. Така и со пресконференциите на политичките партии. Инфлација од пресконференции, вредноста на искажаниот збор се губи и граѓаните немаат интерес да ги слушаат. Затоа што уште повеќе тие ми се чини дека си го формирале своето мислење. Второ, во тие пресконференции нема некоја посебна содржина што вреди да биде слушната од граѓаните, туку тоа се најчесто меѓусебни, меѓупартиски препукувања, обвинувања, подметнувања, лични навреди. Според Божиновски и Николовски, партиите во предизборниот период треба да постапат на поинаков начин. Имаат штабови, но инвентивноста е многу мала. Праксата покажува дека дури тоа ќе се зголемува. Сега може да има, да речеме, посета на граѓани по куќи, тоа и на запад се прави. Да се разговара со потребите, без разлика што не се локални избори, но да се поразговара со нив. И на тој начин некако да се доближат до граѓанството. Пресконференциите, иако имаат дел содржан од политичкиот маркетинг, тие пред се наменети за пиарот на политичките партии, додека политичкиот маркетинг се обидува да ги придобие гласачите и тој оди и преку други форми на комуникација. Повторно ли преку медиуми, но тоа се други форми на комуникација и пораки директно кон граѓаните. Пресовите се кон граѓаните, но често и против политичкиот опонент. Различна е на некој начин формата, но и целта на пресовите и на овој друг дел од политичкиот маркетинг.